Почитувани граѓанки и граѓани на Штип, почитувани представници на медиумите, почитуван градоначалник Бочварски, почитуван заменик премиер, почитувани министри, градоначалници и честни отци, дами и господа, денеска е навистина убав ден за Штип, но убав ден и за нашата земја. Убав ден е и за граѓаните на целиот овој регион, кои што секојдневно патуваат во овој град како природен центар во кој што ги вршат нивните работи целиот овој источен регион. Сите тие од денеска ќе можат да го користат овој мост кој што ги спојува населбите Сењак и Пребек, со што се става во функција главната сообраќајна артерија во градот, која што ќе го растерети сообраќајниот хаос во Штип. Овој мост е дел од проектот Обиколница и со неговото пуштање во употребна комплетно се заокружува првата и втората фаза од Обиколница, која чини околу 60 милиони денари или околу 1 милион евра. Станува збор за мостовска конструкција со должина од 60 метри, ширина 10 метри, 2 коловозни ленти и се разбира тротоар за пешаците. Дополнително, како дел од Обиколница во близината на овој мост, комплетно изведен нов кружен тек со што се зголемува и безбедноста на минувачите низ градот. Тоа ми дава за право да кажам дека Штип добива модерна сообраќајна инфраструктура, изготвена и реализирана според потребите на граѓаните, меѓутоа според европски критериуми и вредности. Едноставно, Штип се гради како европски град. Локалната власт во општина Штип после 65 години, напоменувам, после 65 години пушта во употреба мост на река Брегалница, единствен од ваков тип во државата. Она што е многу значено е што локалната самоуправа, градоначалникот и советот овој проект го реализираат целосно со пари од буџетот на општина Штип, односно од парите на граѓаните од општината. И затоа им одавам признание и на советот, и на градоначалникот, и на вас граѓаните, затоа што вложувате по план, се работи домаќински, онака како што кажуваат интересите на општината и на граѓаните, и токму заради тоа и јас и министрите сме денеска овде, да дадеме поддршка на градоначалникот и на советот да продолжат да градат во интерес на граѓаните и на општината. Општините се заедници каде граѓаните непосредно комуницираат и соработуваат меѓу себе. Имаат потреба од отворени врати во институциите на системот, кои што имаат и законска обврска да им помагаат во делот на функционирањето. Затоа е клучно секогаш да се препознаат потребите на општините и секогаш да ги издвојуваме кои се врвните приоритети за градот, за општината, за регионот и за државата. Да ги вклучиме граѓаните во носењето на одлуките, се со цел да видиме што е тоа што е најважно за граѓаните и тука да ја насочиме нашата енергија. Бидејќи луѓето најдобро знаат што е тоа што им е потребно и второ, демократијата е токму локална, потекнува од граѓаните и тие ги носат сите одлуки за иднината. Така ќе постигнеме и подобро меѓусебно разбирање, што е приоритетно да се направи, меѓутоа и во кои рокови треба тоа да се направи. И овој проект е во една директна таква корелација помеѓу граѓаните, помеѓу локалната власт, помеѓу централната власт. Почитувани граѓани, владата која што е предводена од коалицијата на Социјалдемократскиот сојуз и на градоначалниците на СДСМ во единиците на локална самоуправа, интензивно и фокусирано работат за обезбедување на подобар живот за сите.
И доказ за тоа се успешните политики за регионален рамномерен развој и долгата листа на исполнети ветувања и во регионите и во општините. За разлика од игнорантскиот однос на власта во времето на режимот, преку конкретни проекти се грижиме за граѓаните и за нивните потреби. За таа цел денеска во владата сите градоначалници во државата без разлика на политичка припадност потпишаа меморандум за соработка со кој што ќе бидат распределени 70 милиони евра финансиски средства преку Министерството за транспорт и врски, ги обезбедивме преку Светската банка. Овие 70 милиони евра се за реконструкција на постоечките изградба на нови локални патишта, преку кои што се подобрува безбедноста на патиштата, преку санирањето на црни точки, поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација и осветлување на сите општини. Ова е еден проект кој што е целосна спротивност од проектите кои што претходно ги реализира. Затоа исправаме денеска децениски неправди. Претходно се расфрлаа со пари на граѓаните за споменици, за жални врби, за фасади во стил на барок, а од стиропор кои што гледате за колку краток временски период се распаѓаат, а од друга страна денеска ние решаваме реални проблеми на граѓаните и тоа ширум целата наша држава. За 2 години во општина Центар после 40 години е изградено ново основно училиште. Во општина Штип после 30 години за прв пат се изгради детска градинка. Во општина Карбинци за прв пат се асфалтираат пристапни патишта за Плачковица. Во општина Ѓорче Петров за прв пат се градат улици, водоводи, фекални и атмосферски канализации во руралниот дел. Во Волково, Кучково, Стопански двор, Кисела Јабука, Никиштани, Грачани. Во Македонски Брод по 30 години завршена е реконструкција на регионалниот пат Македонски Брод Самоков, а за прв пат се реконструирани пристапни патишта во селата Косово, Славанско Манастирец, што е многу важно за граѓаните од овој регион. И за прв пат е поставена водоводна мрежа во селата Сушица, Инче, Горни, Долни Манастирец и Белица. Во Чешиново, Облечево се гради канализациона инфраструктура во 3 села. Во Куманово после 50 години се реконструира сите регионални патишта околу Куманово, се градат канализациони мрежи, се изградија 3 спортски сали. И ова се само еден мал дел од општините и од проектите кои што ги градиме во изминатите 2,5 години. Ова се проекти кои што тежат неколкукратно повеќе од сите изградени проекти во 11 години на владењето на режимот. И тоа е разликата помеѓу нас и сегашната опозиција. За целиот овој период се гради и ќе продолжи да се гради и во општините и во државата. Обезбедуваме квалитетни јавни услуги за сите граѓани, современи училишта, детски градинки, регионални и локални патишта, здрава вода за пиење, канализации, собирање и депонирање на отпад, отстранување на дивите депонии, заштита на животната средина, потикнување на предприемништвото и нови работни места во целата територија на државата. Политиките за рамномерен развој на државата и општините се наш приоритет, а интерес и потребите на граѓаните се и ќе останат главна мотивација за нашите активности. Овие 2,5 години вложуваме како никогаш и во човечките потенцијали и човечкиот капитал. Минималната плата, зголемување на приходите, поддршка на младите луѓе, 60.000 нови отворени работни места, 43 нови фабрики, 740.000 евра странски инвестиции и уште многу други проекти. Затоа сакам денеска уште еднаш да честитам на граѓаните на Штип, да честитам на изведувачите од штипската компанија Актива, кои што изградија ваков прекрасен мост, да му честитам на градоначалникот, бидејќи ова е најголемиот паметник за владење
на било кој што се наоѓа на функција, дали е градоначалник, министер, директор, секој ќе биде мерено тоа што ќе остави на иднината и на идните генерации, на советниците, на администрацијата. И сакам да ви кажам дека сум посебно горд што токму денеска, во моментот кога Република Северна Македонија ја осигурува својата иднина преку членството во НАТО и започнувањето, се надевам, многу скоро на преговорите со Европската Унија, имам чест да го пуштиме во употреба мостот иднина за Штип, за регионот, иднина за нашата земја. Благодарам уште еднаш на вниманието.